Јас не планирав, ама некако така се движи работа, ќе видиме, да ги проучуваме сите блаженства, ама некако така тргна. Матеј 5.3, првото блаженство, да се подсетиме, гласеше: блажени се бедните по дух или во дух, зашто е нивно царството небесно. Ова се почетните зборови, кои што кажавме на она прекрасна проповед на гората на блаженства. Сеќавате дека Исус тука негде покрај езерото почнал да им зборува на учениците, меѓутоа се собрала голема група на народ и се искачил на гората за да биде позгодно таму, за да можат да го слушнат сите. И така всушност ова проповед им ја упатил на едно големо мноштво кои што го слушале. Блажени се бедните во дух, и рековме, тоа се оние кои што чувствуваат дека се празни, дека немаат ништо што би можеле да му понудат на Господа. За разлика од нив, како што вели Елен Вајт, овде ќе читаме еден коментар од Копнежот, гордото срце се стреми да го заслужи спасението. Како би можеле да го заслужиме ако немаме ништо што би можеле да понудиме, но тоа е спротивното од бедните по дух, какви што треба да бидеме. Но, вели, нашето право за небото и нашата подобност за него се темелат на Христовата праведност. И тогаш кажав, дека, ако се сеќавате пред 2 саботи, дека, еве, на почетокот Исус започнува со зборови кои што всушност се однесуваат на онаа суштинска тема која што треба да ја разбереме, оправдувањето со вера. Колку е суштинска, покажува и оваа негова проповед. Значи, од тука почнува се. Ако тоа не го разбереме, тогаш ништо понатаму нема да разбереме исправно. Значи, мора да сватиме дека нашето право за небото и нашата подобност за него се темелат на Христовата праведност. Зато што ние наша немаме. Господ не може да стори ништо, внимавајте, за обновата на еден човек, се додека тој, значи човекот, осведочен во својата собствена слабост и ослободен од секоја помисла дека е доволен сами од себе си, не и се подчини на Божјата управа. Тогаш може да го прими дарот што сака Бог да му го подари. Се вели, душата што ја чувствува својата потреба, а тоа е само она кој што е бедна по дух, не е лишена од ништо. И често пати велиме, Господ има цело небо благослови за нас припремено, меѓутоа ние треба да ја чувствуваме потребата. Ако сме задоволни со самите себе, или како што Лаодикејецот вели, богат сум и се збогатив и не ми треба ништо, тогаш ние се лишуваме на тој начин од оние богати благослови што Господ сака да ни ги даде. Значи, душата што ја чувствува својата потреба не е лишена од ништо. Таа има неограничен пристап кон него, во кого се наоѓа сета полнота. Затоа реков дека да бидеш блажен, или самиот збор блажен, значи на некој начин го дефиниравме како да си во една позиција, привилегирана позиција да ја примеш Божјата благодат и сето она што доаѓа со неа, значи сите благослови. Само кога ја чувствуваш таа своја потреба, тогаш не си лишен од ништо и имаш неограничен пристап кон него. Замисли си да имате неограничен пристап кон небото, кон Бога и кон сите благослови. Ама за тоа треба да е човек да спаѓа во овие што се бедни по дух. Како што тогаш се сеќавате, го спомнавме сиромашниот Лазар од параболата, кој што чекал таму некоја трошкичка или било што да падне од масата. Значи, тотално зависен. Нема средства да се одржи, собствени средства да се одржи во животот. Зависи од некој друг. Така во духовна смисла. Ние треба да сватиме дека
зависиме од Бога, ние немаме што да му понудиме. Потоа следеше второто блаженство, блажени се, 4 стих, значи Матеј 5:4, блажени се оние кои тагуваат, зашто тие ќе бидат утешени. Значи, бедниот по дух, ова е сега, значи, оној емоционален исказ на душата на таа бедност, но Елен Вајд што вели во Копнежот, вели, со овие зборови Христос не кажува ти плачењето само по себе има моќ да ја отстрани вината на греот. Видите како едно мало дете, знаете, кога ќе се научи дека со плачење може да добие што и да е. Ние можеме така и како возрастни, не мора буквално плачење, но некојаш и буквално плачеме за да добиеме нешто или значи нешто себично. Значи самото плачење не покажува или самото плачење не може да ни обезбеди простување на гревот или да ја отстрани вината од гревот. Вели Господ, тој не ја одобрува престорливоста или што во превод? Глумата. Тој не ја одобрува глумата или смислената понизност. Некојаш може да изглумиме понизност и дури да пуштиме некоја солза. Не се мисли нормално на такво плачење. Плачењето за кое зборува овде не се состои ниту од потиштеност и од поплаки. Често пати знаеме да се жалиме, да се плачеме. Не станува збор ни за такво плачење. Иако сме жалосни поради гревот, треба да се радуваме за драгоцената предност што сме Божи деца. Често жалиме затоа што нашите лоши дела, значи можеме и заради тоа да заплачеме и да жалиме, зошто заради тоа што нашите лоши дела ни донесуваат непријатни последици. Но тоа не е покаяние. Значи, кога плачеме и се жалиме од последиците, не сме разбрале што е вистинско покаяние. И не е тоа вистинско покаяние. Вистинската жалост поради гревот е резултат на што друго, ако не на действувањето на Светиот Дух. Гледате, се доаѓа од Него. И осведочувањето за гревот, и покаянието е дар на Светиот Дух, па и вистинската жалост поради гревот е резултат на действувањето на Светиот Дух. Духот ја открива неблагодарноста на срцето што го омаловажувало и жалостило Спасителот и во понизност не води кон подножието на крстот. Со секој грев одново го рануваме Исуса и кога ќе го погледнеме Него, кога сме го проболе, плачеме поради гревовите што му нанеле страдања. Таквото плачење ќе ни помогне да го отфрлиме гревот. За такво плачење, за таква тага, станува збор во второто блаженство, и тие се блажени кои што така тагуваат, затоа што на крајот ќе бидат утешени. А поголема утеха, рековме и тогаш, нема од тоа да знаете дека ви се простени гревовите. И очигледно дека сме ги прочували, нели, блаженствата и знаеме дека меѓусебно се поврзани, и се забележува и една прогресија во самата мисла низ блаженствата која ги читате. Откако човекот ја согледал својата ништожност, значи бедотија, и покажал длабоки емоции заради својата бедотија, Исус почнува да покажува всушност како сака да го подигне човекот од прав. Знаете, ако во таа бедотија на духот плачете заради сторениот грев, заради тоа што сме му направиле пред се на Бога, тоа е всушност она што го вели Елен Вајд со други зборови, оправдувањето со вера значи фрлање на нашата гордост во земскиот прав. И сега Господ, кога ќе се најдеме во една таква ситуација, сака да не подигне. Да не подигне, и тоа во онај Христов раст, во онај Христов лик. Значи не да не остави таму, не е тоа неговата главна цел. Меѓутоа, тоа е првиот чекор, тоа е многу битен чекор. Ние самите да сватиме дека сме бедни. И во третото блаженство ни се вели во Матеј 5.5, блажени се кротките,
зашто тие ќе ја наследат земјата. Во англискиот превод негде стои, во некои преводи мик за кроток, меѓутоа негде стои gentle или нежен кроток. Да видиме сега која е таа кротост, што всушност значи овој израз. Има длабоко значење. Знаете, обично кога ќе го слушнете овој збор нежен, кроток, обично мислиме, тежнееме да мислиме за некој кој што има благ карактер или некој кој што е пријатен во неговиот однос со другите, некој кој што е пријатен за дружба, за комуникација, така некако. Меѓутоа, ова е многу повеќе од тоа, она што ни е опишено во ово блаженство. Нормално, секој сака пријатна комуникација со такви пријатни луѓе, кротки. Ке разгледаме повеќе библиски стиха за да видиме во какви ситуации се користи овој збор, за да увидиме всушност повеќе различни аспекти на оваа кротост која што ни ја опишува овде Светото писмо во Третото блаженство. Прво и основно, таквата кротост започнува во срцето, во внатрешноста на човекот. Има врска со умот, значи, што и како размислувате, како гледате на работите. И да отвориме во Галатјаните 5 глава, 22 и 23, и веднаш погодувате, знаете што има во Галатјаните 5 глава, околу 20 стих, односно 22 и 23, тоа се плодовите на духот, или плодот на духот. И ова е плод на духот, самата кротост. Што вели, а плодот на духот, 22 стих, е љубовта. Значи, зашто вели плодот, сме зборувале, тоа е пакет, тоа е еден плод. Не можете љубовта да имате, радоста да ја немате, мирот ќе го имате, трпението ќе го немате, не. Тоа е еден пакет, тоа е плод. Љубовта, радоста, мирот, трпението, љубезноста, добрината, верноста, кротоста, самоконтролата. И 23 вели, нема закон против такви нешта. Значи, кротоста, ваквата кротост за која што Исус зборува во својата проповед, е производ единствено на Светиот Дух. Плод на Светиот Дух. И ако која проучуваме Библијата, ќе се гледаме дека таа своето потекло го има и во самиот Бог, всушност. Нормално и Светиот Дух е едно од лицата на Божеството. И затоа читаме во Матеј 11:29, познат стих, за јаремот, стихот, кога Исус се обреке и вели, земете го мојот јарем на себе, значи Матеј 11:29 читам, земете го мојот јарем на себе и научете се од мене, зашто јас сум кроток и понизен по срце, и ќе најдете одмор на своите души. Значи овој прв дел, дека кротоста всушност започнува во внатрешноста на човекот. Таа е производ на Духот Свети и овде гледаме дека Исус бил кроток. Значи Исус сака од нас, тоа е целта да произведе карактер во нас налик на неговиот. Исус бил тој кој што бил кроток. Да читаме сега неколку други стиха. Петар им се обреќа на жените, но точки и на мажите подоцна. Први на жените во 1 Петрово 3 глава, 3 стих и 4 стих, па потоа ќе читаме од 7 до 9. 1 Петрово 3 глава, 3 и 4 стих. На што треба да стави жената акцент? Па после ќе видиме и за мажот. 1 Петрово 3 глава, 3 стих вели, вашиот украс да не биде надворешен, во плетење на косата, во ставање на злато или во облекување на разни облеки. Значи, за тоа прво ќе ви треба многу пари, мислам, че потрошите онака без везе пари, како што читавме, нели? Ќе трошите пари за работи кои што не се корисни. Како второ, тоа нема некоја вредност, туку што има вредност, 4 стих, туку сокриениот човек на срцето, внатрешност. Во непропадливиот украс. Што е тој непропадлив украс?
Тоа внатре, тоа не се гледа обично, ама тоа е она што има вистинска вредност на кроткиот и мирен дух, што е од голема вредност пред Бога. Еве уште еден момент, значи, кој што ни укажува Петар преку овие зборови, дека кротоста таму започнува, во срцето, во внатрешност. 7 стих до 9 реков, сега така вели и вие, мажите, живејте благоразумно со жените како со послаб сад, искажувајќи им почитување како на сонаследнички на благодатта на животот, за да бидат вашите молитви без пречка. Најпосле бидете сите сложни во мислењето, сочувствителни, братолюбиви, милосрдни, понизни, не враќате зло за зло или навреда за навреда, туку напротив, благословувате, зашто сте повикани за тоа, за да наследите благослов. Што убав приказ овде, значи, и за жените, и за мажите, и за тие меѓучовечки односи, каде ако е присутна кротоста, многу е поубав животот секако и има разбирање, има соживот едноставно. Значи, внатре започнува таа кротост. И сега се наметнува прашањето, какви се нашите срца? Се од таму доаѓа. Може би често пати, односно почесто пати треба да се молиме со оние зборови на псалмистот во 139 псалм, 23 и 24 стих, мислам дека беа последните два стиха, псалм 139, 23 и 24. Испитај ме целиот Боже, запознај ми го срцето. Испитај ме и запознај ги моите мисли. Погледај да не одам по гибелен пат и поведи ме по вечниот пат. Треба многу почесто да се молиме вака, да му дозволиме на Господа, на Духот Свети, да ни го испита срцето, одnosno нашиот ум. Како стоиме таму, значи, тоа е тоа што ќе го однесе, да знаете, горе. Од таму доаѓа се и таа кротост од тука започнува. Битно е какви се нашите срца. Може би мислиме дека сме на вистинскиот пат, меѓутоа треба да дозволиме да Господ не испита целосно, да увидиме, да Тој ни каже, значи, затоа што Тој најдобро знае во која состојба сме и дали одиме по вистинскиот пат. Може би одиме по гибелен пат, како што вели овде псалмистот. Второ, кротоста му верува на Бога. Знаете, кога сте бедни по дух, бедотијата на духот, нели, кога немаш ништо, како што кажеш, немаш што да понудиш, тоа те води кон тоа да му веруваш на Бога целосно. Да се потпреш на Него. Ти немаш ништо. Едноставно, бидејќи немаш свое, се потпираш на Него и прифаќаш се, без негодување. Ете, како некој просек кој што нема ништо. Има кај нас, мислам, модерни просеци кои што бираат што да земаш, таки им дадеш, меѓутоа, обично кога стварно немаш ништо, зарем бираш? Или ќе земе се што ќе ти дадат, без негодување, кој што кажавме. Значи, беден си и не очекуваш ништо од Бога. Тој ништо не ти должи, не размислуваш така дека нешто ти должи Бог. Не. Напротив, ти си заслужил смрт. И она што го бараш од него е само милост. Како цариникот во параболата. И се што примаш од него го примаш со, тогаш во тој случај со благодарен дух. За се си благодарен буквално. Ама за тоа треба да ја чувствуваш, значи, таа бедотија. Блажени се кротките, зашто тие ќе наследат земјата. Во Псалм 37, 11 стих имаме како да е препишено блаженството, всушност. Псалм 37, 11, значи Матеј 5.5 вели блажени се кротките, зашто тие ќе наследат земјата, а Псалм 37, 11 вели кротките ќе ја наследат земјата, тие ќе уживаат во изобилен мир. Знаете ли во кој контекст е запишен овој псалм?
Што е целта? Кој е контекстот на овој псалм? Повторно она незадоволство на псалмистот која го гледа напредокот на безбожниците околу него. Значи, кроток и смирен наспроти напредокот на злите на овој свет. Сега ги гледаме тие различни аспекти на таа кротост, кој што ни се дава овде во третото блаженство. Еве да читаме Псалм 37, тука сме од 7 до 9. Значи, пред да ги каже, оние зборови кротките ќе наследат земјата, вели, смири се пред Господа и надевај се на Него. Не дразни се заради оној кој напредува на својот пат, заради човекот кој кове подлост. Ова е доста тешко, знаете, некојаш кога гледате вакви работи, значи гледате неправди, меѓутоа да останете мирни, да останете кротки. Стивни го својот гнев и остави ја лутината, не се дразни за да не направиш зло. Зашто злосторниците ќе бидат сотрни, а кои се надеваат на Бога ќе ја наследат земјата. Значи, треба да го имаме тоа предвид. Крајот, кој им е крајот? И може да уживаат на оваа земја, може да напредуваат и на вашиот грб и така натаму, и вашата пот. Меѓутоа, кој е крајот? Кој ќе ја наследи земјата? Оној кој што е кроток, оној кој што се надева на Бога. Че тие кротките му веруваат на Бога среде овој неправеден свет. Знаат дека ќе дојде ден кога секој ќе ги подмери сметките, значи пред Бога. Ќе направи попис, да кажеме така, Господ. Кротоста е подучлива. Под 3. Кроткиот човек лесно прима поуки. Се разбира, значи таа бедотија на духот ве води кон тоа да бидете лесно поучливи. Значи вие немате ништо, вие со ништо не се гордеете. Таквиот човек е целосно предаден на Бога и му верува. Тоа е како она, знаете, глината во рацете на грнчарот. За да грнчарот ве обликува како што тој сака, а тој, грнчарот, Бог, што сака? Сака да направи сад за, како се велеше таму, за света употреба. Сега, вие ако не се опирате, доколку се опирате, на раците на грнчарот нема да може тој да го направи таквиот сад, меѓутоа, ако не се опирате, ако сте целосно предадени, тоа е многу лесно ќе го направи тоа. Значи, немате духовна гордост и велите, поучи ме Господе. Знаете, таквиот човек е спремен да чита и кога чита, лесно прифаќа она кое што Господ му го кажува преку Словото. Еве да отвориме во Јаков, посланието Јаково, 1 од 19 до 21. Јаков 1, 19 до 21. Вели, знајте го ова, возлюбени браќа мои, секој човек да биде брз во слушањето, а бавен во зборувањето. Бавен на гнев. Зашто човечкиот гнев не создава правда пред Бога. Затоа отфрлете од себе секаква нечистота и последниот остаток на злобата и примете го со кротост во вас насаденото слово, кое може да ги спаси вашите души. Кроткиот човек е лесно поучлив. Лесно се поучува. Како што вели псалмистот во 119 псалм 125 стих, јас сум твој слуга, вразуми ме, за да ги запознавам твоите сведоштва. Горделивиот умисли дека знае се. Тешко прима поуки. Но бедниот по дух, оној кој што е сватил дека е ништо, тој е спремен да послуша се што ќе му каже Господ. Тој и целосно му верува, нели претходно видовме. Сеќавате на Павле, односно Савле, на патот за Дамаск. Знаете што му се случило, таа пресврти се во неговиот живот. Знаеме кој бил претходно,
Што вели во 22 дела апостолски 22:10 вели, тогаш реков, која расправа, нели, често пати го спомнува тоа негово искуство, вели, што да правам, Господи? Спремен да слуша, поучлив. Што да правам, Господи, сега? И нели Господ му вели, стани и оди во Дамаски, таму ќе ти се каже се, што е определено да правиш. Тоа е кроткиот човек. Лесно поучлив. Лесно спремен да слуша. Под 4, кротоста е миролюбива. И ова исто се подразбира на некој начин. Јаков 3:13. Кој е меѓу вас мудар и разумен? Прашалник. Со добро владење нека ги покаже своите дела во мудра смиреност. Човекот кој што е кроток, тој е и смирен, нормално дека ќе шири мир и смиреност и меѓу другите. Колосијаните 3:12-14, Колосијаните 3:12-14 вели, и така облечете се како Божии избраници, свети и возлюбени во милосрдно срце, благост, смиреност, кротост, трпеливост. Трпете се еден со друг и проштевајте се еден на друг. Ако некој има поплака против некого, како што и Господ ви прости вам, така проштевајте и вие. А над сето тоа облечете се во љубов, која сврзува се во совршенство. Кроткиот е и миролюбив. Сега доаѓаме до еден доста тежок дел, меѓутоа тоа е составен дел и на Христовиот карактер. Како постапувал Исус во ситуации кога бил навредуван? Знаете, лесно е можеби да бидеш кроток, мирен, смирен, кога се е окей, меѓутоа кога ќе добиеш некоја навреда, кои ќе ти стапнат на жуль, како викаме. Знаете, имате луѓе кои што ви изгледаат толку кротки, толку нежни, еве, нели, зборот джентл, исто тоа значи. Ама тоа е така се доека не им згазнете на жуль. И после дори ќе видите сосема поинаков лик кај нив. 1 Петрово 2:23. Затоа е производ на духот ова. Без духот ние не можеме сами од себе да го имаме. Оваа кротост за која што зборува Исус, меѓутоа ќе заклучиме на крајот дека кротоста е блажена, до таму ќе дојдеме. 1 Петрово 2:23. Тој кој беше навредуван не враќаше со навреда. Кога страдаше не се закануваше, туку се предаде себе си на оној кој суди праведно. Истото оно што и псалмистот во 37 псалм не го пишува. Господ е тој кој што гледа, Господ е тој кој што суди. Пред Господа сите ќе поднесеме сметка. Што да се вознемирувам, што да се гневам, тоа беше во случај, нели, ако гледате како напредуваат безбожните, меѓутоа ова е уште потешко, значи кога ќе бидете навредувани, да не враќате со навреда. Тоа е одликата на кроткиот. Тоа е одликата што ја имал Исус. И овде се поставува прашањето, кој што е прашање, нели, за размислување за секој од нас, како ние реагираме на навреда. Може да се преиспитаме. На крајот под број 5, кротоста е блажена. И ова се подразбира. Зошто е блажена? Зошто се блажени и кротките? Кој е блаженството? Кој е благословот? Па наследството на земјата. Да ја наследите земјата, да бидете дел од спасените, да бидете на новата земја. Што има поборо тоа? Ајде да повториме само. Има уште малку време. Значи, кротоста започнува во внатрешноста, од срцето. Како што видовме претходно, е производ на духот, плод на духот.
Потоа кротоста му верува на Бога. Тоа е таа кротост за која што зборува Исус овде. Кротоста е подучлива, значи кроткиот лесно прима поуки. Кротоста е миролюбива и кротоста е блажена. Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Сите блаженства, дори до сега што ги прочитавме, тоа е ексклузивно право на човекот кој што е беден по дух. Бедниот по дух, негово ќе биде Царството небесно. Оние кои што тагуваат, тие ќе бидат утешени, добро, и блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Не некои поинакви, не, кротките. И видовме што подразбираме под кротост. Нека Господ ни помогне, навистина, да ги сватиме овие битни нешта. Знаеме дека ова не е баш едноставно, меѓутоа не им било едноставно ни на учениците и целата таа толпа што го слушале Исуса, реков и пак и повторам, тоа било еден вид револуционерна порака до сите што биле таму, затоа што слушнале многу работи кои што не сакале да ги слушнат и не очекувале дека ќе ги слушнат. Меѓутоа, Исус во целата проповед на гората на блаженствата всушност ги кажува основните начала на неговото царство. Ако сакаме да бидеме таму, ако сакаме да ја наследиме земјата и да бидеме дел од тоа царство, тогаш и да бидеме благословени уште овде, во овој живот, надевајќи се на тоа царство, тогаш едноставно треба да ја следиме неговата мисла и сите овие негови инструкции и поуки што ги дава во својата проповед на гората на блаженствата. Нека Господ ни помогне во нашите напори и заложби да го сватиме ова и со Божја помош да го живееме. Слава нека му е. Амин.